Да, се враќаме повторно во студиото. На еден навистина верувам дека како за мене, така и за вас ќе биде многу инспиративен и креативен разговор. Велат уметноста има моќ да го прикаже она што зборовите не можат да го опишат. А тоа е сигурно така, бидејќи ќе ви стане јасно кога ќе слушнете која е моја гостинка. Најпрво ќе кажам добре дојде на Наде Молировиќ. Една навистина сестра на уметничка, како да, не знам како во најавата да кажам, професор во пензија, која што навистина цел свој, да кажам, професионален век го посвети на учениците, на подигнување на образовниот систем, на внесување на квалитет, но од друга страна внесување на комуникацијата како важна алатка за тоа да не направи подобри луѓе, кога ќе се разбереме, кога ќе се чуеме, можеби ќе дознаеме нешто повеќе, но и ќе научиме нешто повеќе. Наде, добре дојде. Добро ве најдов и многу ви благодарам за можноста да зборувам нешто малку под друг аспект, иако се е тоа поврзано. Поврзано едно со друго, да. Поводот за денешниот наш разговор е првата неуроарт изложба Обоени светови. Да. Кога уметноста стана еден вистински порив да го потикне на внатрешно, можеби длабоко скриено во тебе, па да го изразиш низ форми, низ различни линии, форми, бои? Па јас не знам дали би се нарекла себе си уметник, бидејќи нели има за да станеш уметник вела дека треба да завршиш големи школија, што викаат, нели? Меѓутоа ова е кај мене но и неформалната уметност која што тлее во сите од нас, може да извади некогаш. Апсолутно, е уметност. Да. Мислам, сега се тоа што се работи кога ќе имавате во предвид дека фактички тоа е мојот внатрешен свет кој што излегол преку форми, преку линии. Затоа што ние како човечки битја, нели, имаме мозок, што е нашиот, нели, биолошкиот инструмент кој што не одржува да бидеме во живот. Нашата свесност и особено она наша несвесност во која што јас цело време, нели, зборувам за револуција на свеста, во смисол дека да бидеме свесни во моментот дека нашиот живот на планетава ни е многу ограничен и дека треба да водиме на што го трошиме времето, на што се фокусираме и каков живот ќе живееме. Бидејќи тоа ми била мантрата и, нели, постојано поривот да го охрабам кај учениците, кај моите наставници, кај родителите, очигледно дека трагајки, зборувајки за тоа во што јас верувам многу, најверојатно нашло поле мојата подсвест да почува да зборува на овој начин. Кога беше да кажем, иницијалниот момент, иницијалната каписла која што го направи првиот чекор да се испробаш во уметноста, да направиш некое дело и навистина кажеш, ова е тоа што може би тлеело во мене и ми беше потребно. Значи, многу ти благодарам за прашањето, затоа што мислам сетле дека тоа е буквално магијата што ми се случи. Значи, јас од секогаш сум зборувала дека кога ќе завршам со работните обврски, кога ќе имам период на смиреност и на влијание, за кое што цело време викам, не сум јас во пензија, јас сум во една златна доба, каде што буквално целиот мој капацитет и мојот потенцијал за кој што јас сум го истражувала и сум сакала да видам во што се можам да правам и што се сум добра, што значи дека нема граници, дека нема лимит. Еве, јас тоа, нели, и го докажувам. Со 67 години се истражив. Меѓутоа, во младоста и кога сум била работно ангажирана, сум си се замислувала кога ќе бидам растеретена од тие обврски, си кажам, ја многу сакам да се играм со бои. Ама тоа била само, знаете, желба. Јас сакам да се играм со бои. И се додека минатата година, во мојот подвис, кај што ми е местото на мојата инспирација, што викам мојата душа, купив се што ми треба, од фломастери во боја акрилни, од рапитографи во боја, потоа линеари, кругови, се така, и едноставно седнав и реков сега ќе почнам да правам нешто. Фактички, тоа била некоја интуиција каде што мојата подсвест добила желба да зборува преку форми, затоа што не го разбира зборот. Подсвеста не го разбира, туку вика само ги разбира формите, боите, линиите, што на некој начин треба да символизираат нашите неврони, всушност, оние што ги поседуваме во мозокот, преку кои што ние ги добиваме информациите за надворешниот свет, меѓутоа го искажуваме нашиот внатрешен свет со овие форми и линии. И мене тоа така ми се случи. И почнав едно по едно, знаете, првите луѓе околу себе, за да го опипам пулсот, видам дали мене тоа ми се дури, знаете како ќе го видам, си викам сега денес како ги гледам,
Си викам, боже, па зар јас ово го направив? Значи, буквално несвесна, дека сето тоа произлегло од мене, дека мене раката ме водела, моите внатрешни светови ме водели, кои што ете се такви какви што се шарени, убави, со убави линии, форми. Од тука дојде и обоени светови? И така дојде тоа. Ме охрабрија многу, во смисол, да, требава да го види. Јас година дена тоа го таев, никому не го кажував, затоа што сметав дека тоа е моја лична работа, каде што има многу енергија, многу мисли убави, додека сум работела едно по 5 сати на ден, не сум станувала. Така занесена, една таква радост, едни емоции на задоволство, на радост. И мислам дека точно мозокот тоа го сака. Фактички гледа нешто ново што се прави, затоа што ние обично си мислиме дека додека учев, додека работев, па толку е од мене. Тоа е она клучна, катастрофична и стагнациска реченица која што мозокот не го сака, затоа што тој може постојано да се обновува и се подмладува, за да можеме кога ќе бидеме во вистина зрелите години да живееме една убава старост, која што нема да бидете дементе, нема да бидете депресивни, обесхрабрувачки, нешто како трето доба и сега готово. И сега готово сме завршили. Значи тоа е нешто што интуитивно мене ми дошло, јас сум си го слушала својот внатрешен глас, а баш кај што велат нашите, бескрена радост во целиот тој процес. Наде, јас сега не сакам нескромно да звучи, меѓутоа пак ќе кажам и со претходната гостинка споменав, бидејќи и двете сте исклучителни во своите полиња на делување и на работа, навистина како личност поместувате граници на генерацијски јазови. Нема генерацијски јаз. Затоа што, кога ќе научиме да комуницираме, да го слушнеме другиот, да го чуеме сето она што од него може да го искористиме како позитивен фидбек, тогаш можеби ќе направиме еден чекор на разбирање. Ние имам чувство дека генерацијски како да не се разбираме. Од ова што претходно го споменавте, како повозрастни се, па сега готово, нека не навраќаат на тоа, кога ќе кажеме во наше време, а секое е нашето време. Меѓутоа, искуството и знаењето што е акумулирано низ годините кај повозрастните треба да се користи како бенефит, а не да биде тој камен на сопнување помеѓу генерациите. Грешам ли? Не, апсолутно сте во право. Мислам дека не само ние овде на Балканот, посебно кај нас е тоа изразено, дискриминацијата од секој тип, каде што сметаме дека луѓето на повозрастните доби се веќе некорисни за општеството. Меѓутоа, еве го доказот дека у суштина ние навистина секогаш можеме да бидеме прво, да се истражиме себе, за кој што јас цел живот мој работен и како мајка, и како наставник, и како директор, сум зборувала дека ние сме едно неистражено поле и во комуникацијата со луѓето кои што можеби знаат повеќе, научиле нешто, го поминале патот, значи газале по патеките, точно е дека ние треба да слушаме. Меѓутоа, јас сум повеќе светле така сум си го разбрала јас за животот. Значи, јас сум си го разбрала како функционира мозокот како орган, што е тоа што тој сака, што е тоа што не сака. Ако знаеме дека ние тој центарот и дека од тука произлегува се, нашите мисли се тука, менталното здравје ни е тука, значи, ако ние се фокусираме постојано на нешто што било во минатото и дека ние сме жртва на животот, ние постојано ќе се навраќаме затоа што мозокот е биолошки така креиран, ние сме така дизајнирани да тој постојано првата и основна задача му е да не спаси и да преживееме денес. Значи тој во се може мозокот да види денес опасност. Ако некој ми излета со колата пред мене, јас ќе видам опасност и мојот мозок ќе почне да реагира, ќе гледа опасност. И тоа се стресни моменти. Хормоните веднаш се вклучуваат на стрес. Значи, ако од секој муабет, од секој збор, од секоја комуникација, ние гледаме стресност, добиваме негативни емоции, тоа се одразува на нашиот мозок, што значи ние му создаваме патеки кои што постојано ќе бидат само фокусирани на стрес, на предвидување што би се случило, а не знаеме што може да се случи. Меѓутоа, нашиот мозок, бранејќи не од опасностите, тој сака секојаш превентивно да делува. Сега, бидејќи јас тоа сум го разбрала, јас не му го дозволувам тоа. Него јас му викам, не, сега ќе одиме нови патеки, ќе градиме. Затоа што невроните, и фактички оваа неврографика, тоа е поентата. Да, оние стари програми кои што ние сме ги учеле како деца, нели? И ги имаме оние реченици, ти за ова те бива, за ова не те бива, ова те личи, ова не те личи, добар сум во ова, не сум добар, светот е никаков гаден, црн. Значи, се тоа влегува во тој наш
програм, во нашата подсвест. И ако ние тоа си го земеме како вистина и го повторуваме и правиме постојано една иста патека во нашиот мозок, нели? Исти трасираме и ние одиме само по истата патека. И ние не сме се обиделе, знаете како да го објаснам тоа за да ме разберат, значи како да сум сега јас во шума. Знаете, имате толку убава природа во шумата, нели? Имате разни грмушки, цвекиња, слушате птици, ама јас сум одредила само од шумата да го најдам патот и само еден пат. И ја цело време го газам тој пат. Тоа ти се тие навики, нели? Исто, секој ден почнуваш со кафе, секој ден на исти начин се облекуваш, на исти начин размислуваш, на исти начин. Се е тоа навик. И сега ние одиме се по таа патека. И се по таа. А што е со оваа шума и околината околу нас? Ние не сме се обидели да истражиме. Зошто? Се плашиме. Си викаме, и тамо може има волк, тамо може има лав. И тоа е функцијата на мозокот, да почне да истражува нови нешта, да излезе од шемата на навиките. Изгуби се да се најдеш. И да се изгуби се за да се најдеш. Значи, мислам дека кога луѓето ќе се дистанцираат од надворешниот свет, ние не можеме да бидеме изолирани, нели се случува се околу нас. Меѓутоа, способноста да си создадеш во себе еден одбрамен механизам на нешто што нема да те води твојот живот да зависи од околината, од надворешниот свет. Што ќе речат луѓето, дали ќе ме осудат, дали добро правам, дали не правам, и не влегуваат во сама изолација светле за да се започнат да размислуваат за себе, што со мојот живот, што со себе, што со ако е светот ваков. Значи додека не си ги најдеме тие моменти да почнеме да истражуваме и тогаш ќе почнеме да правиме, нели, но сега ќе направам нова навика. Еве ова што рековте вие. Јас 6-7 месеци живеам без шеќер, без брашно. Кога на 68 години? Зошто? Затоа што почнав да се занимавам со телото, викам чекај бе, ако продолжам да јадам многу тоа, што значи во каква старост ќе имам, какво здравје на своето физичко тело. И кога јас сум дала на мојот мозок и на моите неврони да прават нови патеки во смисол на нов избор на храна, да одлучам што сакам, веќе сум створила нова навика. А стварањето на новите навики е многу тешко. Затоа што Ето, колку е тешко да се постави таа граница? Тешко е, Светле. Знаете зошто е тешко? Затоа што вели вака. Ако мозокот е создаден прво не да не направи среќни, туку да не заштити од опасности, затоа што тако било пред 200.000 години, нели? Шушна, нешто мислиш лаводе. Денеска колегата нешто ќе ти каже, ти одна гледаш лав, нели? Излета некој на улица, одна гледаме стресно. Значи, целото време тоа на стрес, фактички на телото му прави хемиски реакции кои што се токсични. А тоа делуваат на нашите органи. А тоа значи дека ќе се разболиме. Тоа значи дека нема да негувам вакви чувства, туку ќе гледам да избирам добри нешта. Една од добрите нешта е токму она повлекување сам во себе, чека да видам што се јас можам, и ова спонтано излегување на линии, на кругови, на форми кои што всушност мојот мозок ги чита како ние сме безбедни, еве, овие линии се безбедни за обликувањето, поготово кога се прави, јас се надам дека и вашите имаат, нели, фотографија од цртежот. Значи, кога му цртаме кога гледаме вакви форми, линии остри, со остри агли, мозокот ги доживува како нож, како трње, како опасност. А кога јас натре почнувам да цртам кругови, па ги заобликувам, им правам форма, мозокот вика, окей, ова не е проблем, ова е добро, јас го надминав, и фактички ти делува на внатрешниот свет, гледањето на реалноста, и ти прави поубава реалност, ти прави поспокојна реалност, поубаво го прифаќаш животот и светот околу тебе. Значи, многу делува позитивно како начин на изразување. Зашто ако ги имаме сите тие емоции негативни и постојано со нив се занимаваме и цело време ние, знаете, стануваме си истот, а сакаме нешто да промениме, не може. Тешка е навиката на менување, затоа што тие патеки се длабоко засадени. Ама кога се направени така, на мозокот му е убаво, зашто тој знае дека тоа е сигурно. Ако ќе почнеме да правиме некој ново, еве, нели, промена на мојот начин на исхрана, да речеме, мојот организам и одмаз реагира. Јас првата недела се притресував, затоа што вознемирено, затоа што мојот мозок вика, нема храна, и тој тоа, ја така го интерпретирам, ја не сум невронаучник, меѓутоа го интерпретирам од искуството, нели? И кога продолжив јас континуирано, мојот мозок е земал новата навика, затоа што сега кога ќе видам, сакам ја сладолед, не викам дека нема, ама во месецот еднаш ќе го јадам, не јадам секоја недела и секој ден по не знам колку, затоа што сум создала нова навика, за која што сум свесна дека мојот мозок тоа го сака.
излегување од комфортна зона е тоа. Сигурни сме сите во комфортна зона, да. Меѓутоа првиот чекор е најтежок за Одлуката. Да. Да, одлуката. Затоа што бидејќи вие нели споделуваме искуство, знаеш Светлана, како си размислав. Мислите дека јас не сакав да јадам кога сите мои околу мене јаде, а ја палачинки спремам, не ги јадам. Ги гледам. Зошто? Затоа што ја го тренирам и умот дека ја можам да го гледам, ама да не го земам. Тоа е она што сум го дала, да можам да речам не. Зошто? Затоа што исто сум свесна дека си велам, аха, добро, сега ако изедам ова, дали ќе се чувствувам убаво? Викам, не, ќе имам грижа на совест. Океј, значи, дали да го правам тоа? Не. Што ми е подобро да се чувствувам убаво? Дали ми е убаво да се чувствувам убаво или да имам грижа на совест? Значи, таквиот разговор внатре во умот, фактички ми го трасира патот да издржам и да станам, нели, да бидам упорна. И сега, после толку време, мене ми е сосема седна, ја можам да ги имам најубавите работи околу мене. Меѓутоа, сакам и гледачите да не ме разберат дека јас се лишувам некогаш кога сакам, јас го земам. Ама начинот на новата, начинот на кој што новите навики си ги формирав е дека јас знам кога, што треба да земам и што не треба да земам. И мојот мозок не ме води мене. Аха, не, земи го, пошто моите, нели, нашите, оние чувства за страст, за сласт. И, чекај, да земам. Не, ја викам, не, ако нека стои, не морам да го земам. Можам да го гледам. Зашто? Затоа што го тренирам и умот ми е истрениран дека јас можам да го гледам, а да не го земам. Што значи, големи вештини се тоа. Затоа се создаде неуроарт изложбата и логично е после вакви размислувања да Нели е логично? Да, апсолутно. Каква порака носат, например, делата? Дали може секој сам да си ја интерпретира, да си ја создаде пораката или имаат некоја скриена порака овие дела? Светлана, ако кажам дека ова се високо енергетски цртежи, во кои што додека сум ги цртала, значи јас си ги правам за себе. Значи, јас, намерата ми била да бидат тие, нели, затоа што се создава, јас сум направила преку 60 такви. Сега вечерва ќе изложам 34, да речеме, за година дена. Како се создаде? Се создаде така спонтано, како дел од, можеби, потребата од мојот внатрешен свет. И прашањето потенцирате ми го штирнаш, пошто јас забегав. Каква порака имаат? Дали имаат порака делава или секој може да си го од визуелниот ефект сам да си создаде како го препознава? Затоа што сепак има интересна подлога. Неуроарт, нешто што и ние самите можеби го перцепираме, го гледаме и го доживуваме. Да, знаете како вика дека ние како човечки суштества се изразуваме со зборови, нели? Тоа не е едниот начин на комуникација. Меѓутоа е посилниот, нешто што не можат зборовите да го кажат, ова е визуелната артикулација или визуелната презентација, визуелната комуникација. Со она што го имам и што го носам јас во себе, што го носите вие, секој што го носи, значи ова може секој да го прави. Не е ексклузивно дека некој треба да е талентиран, не. Ова е еден метод кој што е нов, каде што научниците кажале дека тоа е многу корисно и здраво за подмладување на мозокот, ако сакаме да останеме и мозокот да не биде ефикасен, за да носиме добри одлуки, да носиме разумни одлуки, да знаеме што ни пречи, што ни штети и што е она што ќе го радува нашиот мозок. Значи, точно тоа е. Дали некој како ќе интерпретира, таму има многу детали, има многу нешта, јас се надевам дека секој можеби ќе си пронајде по нешто. Меѓутоа, мислам дека тоа сепак е одраз на еден внатрешен свет, на еден човек кој што се цел живот се занимава, гледајќи ја големата слика, фокусирајќи се на себе, на својата, како да бидам јас подобриот човек, нели, како да комуницирам со другиот исто за да бидеме на едно ниво на кое што ќе се разбираме, ќе се толерираме, да откриеме што ни е важно во животот. Што ни е важно? Мирот сите го сакаат. Не сакаат сите само пари да имаат кои ќе остарат, кои ќе станат зрели. Сите сакаат мир. Мирот се случува кога си во тишина, не се случува во хаосот надвор. Ние имаме премногу хаос околу нас. Така, и велат честопати среќата и нешто што сакаме да го направиме, некогаш бара тишина, за да може да го најдеме. Инаку нема да се чуеме, а ние го слушаме повеќе гласот на сите околу, а најмалку својот. И најверојатно ова било поривот на оној мој внатрешен глас, кога велам дека сум си го истренирала умот да не се замара со глупови политички теми, на кои што јас не можам да делувам,
или на однесувањето на луѓето на кои што јас не можам да влијам, нели, да ги контролирам, зашто многу работи има што не можеш да контролираш. И ако се фокусираш на сите тие работи што не можеш да ги контролираш, нели, тогаш што правиме? Тогаш својот живот еден и единствен на планетава нема повеќе, го губиме. Значи, повлекувајќи се во тишината и надвор од овој хаос, постојаното, нели, анимирање со телефоните, тоа се тие алатки кои што ни го одлекуваат. Корисни се, ама ни го одлекуваат вниманието, за да се бараме кои сме, што сме и како сме, или да си ги видиме слабостите. Светле, јас тоа највеќе го викам, слабостите, во што не си Наде добра. Ајде, Наде, види ти што не си добра, во што не те бива. Како тоа да го прифатам, дали како нешто што ќе кажувам, аха, јас сум таква, па ќе се само критикувам, или да се обидам да нешто исправам. И мислам дека овој неуроарт е токму тоа, да ме направи да почнам да ги гледам работите уште пошироко, уште по друга перспектива и појасно. Го гледаш светот многу појасно, затоа што си фокусиран на линиите кои што се живот, се фокусиран на сите оние форми кои што представуваат, нели, бесконечност, како да речеме круговите и боите кои што зборуваат само каков свет носиш во себе. Внимателно те слушам како музика за уши, навистина, но од претходново што го споменавме, особено ми е интересен моментот дека уметноста може да се гледа и како лек. Особено за ова стресно секојдневие и особено за притисокот од овој современ живот. И сега го споменавме и можеби едно од најважните работи за кои што сите, нели, бараме време повеќе, минути повеќе за материјални добра, па да создадеме некој покомфорен, поубав живот. Но суштината е дали материјалниот успех може да се мери со таа уметност? Јас малце како размислам, сите сакаме да имаме повеќе можности, за да можеме да доживуваме повеќе некои работи. Меѓутоа не прескапи цени или плаќаме некако. Но не да биде тоа целта. Во смисол, аха, да, тоа ќе ми е цел, купив куќа, купив стан, имам ова, и толку доста ми е. Не. Тоа може да биде само една олеснителна околност која што ќе ти овозможи да патуваш повеќе, да видиш повеќе, да окусиш повеќе. И мислам дека добро кажавте, Светлана, ова е всушност терапија за умот. Ова уметност, тоа е терапија. Многу неуросајенс научници имаат специјализирано, имаат направено такви програми кои што се викаат неуроарт терапија. На кои луѓе, оние кои што биле злоупотребени, оние кои што живеат исклучително тежок живот, кои што бараат лична трансформација, депресивни луѓе и особено она што сакам да не го пропуштам да го кажам, ние, Светле, не живееме во моментите кога нешто правиме, да го правиме со вистинската присутност на себе си во тоа што го правиме. Дури ако готвам ручек, нели? Јас ќе го направам од што сакам да го направам. Или нема да го правам. Ако пијам кафе, значи ќе седам, ќе пијам кафе, ќе трнам телефонот, ќе седнам, ќе се оставам, ќе го пијам, ќе го чувствувам и топлината, и вкусот, и шеќер има или нема. Значи, тоа фокусирање на сега и овде, што многумина како лайф коучови и НЛП практицари, кои да се, ќе го кажуваат и го кажуваат, биди во моментот, биди во моментот. Зошто го вела тоа? Со ова неуроарт терапија. Јас сум 5 сати сама со себе и со моментот кога ги повлекувам тие линии кои што мене фактички ми го расчистуваат и ми создаваат нови патеки во умот. А ако ми создаваат нови патеки, тоа значи дека ми го размладува умот, му дава да биде поефикасен, да не биде, нели, во една состојба на мрзеливост, што не треба да биде. И сега, ако тоа всушност се случува цело време, тоа значи дека јас, у суштина, додека го правам тоа, сум тука. Не ме размислам, лани ми се случи тоа, ми кажа комшиката, ми кажа колешката, ме повреди шефот. Не. Тука сум. Не викам, леле, а што ќе се случи утре? Леле, која приказка ја во себе ја носам? Ме дистанцира и од тоа планирање што биолошки ни е дадено да ги ако се случи тоа, затоа што нашиот мозок биолошки така функционира и ние сме му се препуштиле да тој така не води и да не тера да види да бара опасност секаде. А ние сме тука да го смириме, че нема опасност. Ова
Тоа го прави. Вика, не, ти додека ги правиш тира, немаш опасност. Спокоен си, слободен си и тука си во моментот, затоа што луѓето 50% од животот не го поминуваме во тука и сега. Нели, се брзаме. Така, ама не морам брзам, треба да стаснам ме викнал на телефон, можам мејл да правам. кафе и со телефоните. Да, значи не сме ни присутни во друштвото кога седиме да си разговараме, да го трнеш телефонот и да видиш да уживаш во секој збор, во секоја емоција, во секој кажување, во секој настан кој некој сака да го сподели. Ти била во Италија, како беше, дај да се слушаме. Значи, тој фокус на моментот и на сега, тоа е здравјето. Тоа е здравјето, тоа е благосостојбата, тоа е радоста која што ти го носи овој невроарт терапија, бидејќи на вистина е терапија и тоа може секој да ја прави, нека проба. Јас ги поканувам вечер кога ќе дојдат, кој сака да дојде, јас ќе бидам среќна во бифе Тафталиџе, заедно со моите прекрасни дами кои што таму ќе зборува, знам дека ќе дојдете и вие. И таму ќе ја раскажам дополнително и демонстрирам како тоа може да се прави и како може да ти донесе еден бенефит здравствен и да ти направи да ти бидат деновите во исчекување на иднината, дека ќе бидат убави, радосни и нешто ќе се создаде. Так. Наде, знам дека многу патувања се поврзани, дел нели од семејни, да кажам, релации, дел лично ете така, да се види, да се истражи некоја нова дестинација. Колку патувањата имаат удел во сето ова? Затоа што нели се шират сосема нови видици, хоризонти на нешто што можеби сме го некаде подзаборавиле, па ќе кажеме за ова има време, кога ќе завршиме со работни обврски, кога ќе пораснат децата, кога ќе се пензионираме, па ќе имаме повеќе време за себе, но тоа време никако да дојде. И на крајот, како велат, кога ќе се свртиме наназад, сега да се вратам назад, сега ќе си посветам време и за себе, и за патување, и за блиски и така натаму. Колку тие искуства од патувањата можат да направат некои нови видици, па дури можеби стимулација или можеби нешто како поттик за една ваква изложба? Секако тоа е немам зборови да ви кажам, значи секое патување, тоа ви е нов свет. Кој што го откриваш, они вика патувањето, ти го гледаш на дворешниот свет, меѓутоа тебе ти се отвара повеќе. Јас секогаш кога сум била надвор, многу подобро сум си ја разбрала својата држава. Многу подобро сум разбрала како луѓето комуницираат, што им е важно, што не им е важно. Сум открила каде, на кој ниво комуницираат на сосема друг начин луѓето во различните делови на светот. Секој со својата култура, со својата традиција, со своето минато, кој што им е вткаено во нивниот начин и на однесување, на комунување. Значи, тоа всушност тоа патување е такво училиште кој што не може да се купува со пари. Јас тоа викам макар било каде. Јас сум ја имала среќата и професионално да патувам. Можеби тоа и не можеби милион поsto ми ги отворило видокругот, светогледот, дека некдека нешто е нормално да се живее вака, а не е нормално можеби она што ние во нашиот свет мислиме дека ова е светот овде. Така да и кога се враќате од патување, државата ти изгледа сосема поинаку. И кога одите оддалеку кога ја гледате, изгледа поинаку. И е непроценливо искуство кое што делува да се изградите вие како човек и точно да вреднувате вистински нешто во животот, а не само губење на време во нешто што е небитно, а на 80 години кој ќе го видите, отишол животот, нема каде веќе да се поправа. Така. Наде, благодарам многу, подсетување уште еднаш дека вечерва Обоени светови ќе биде на вистина еден настан кога уметноста станува и патување низ умот, но и патување низ емоциите. Секој ќе може да пронајде сигурно дел од себе си, затоа што сестраноста на уметноста ни го возможува тоа. Вечерва во бифе Тафталиџе верувам дека сите љубители на овој вид на уметност, можеби не знам, за прв пат кај нас, да не сгрешам, да не некој ми замери, меѓутоа така една интересна несекојдневна невроарт изложба која што верувам дека ќе го привлече вниманието на голем број на љубители на уметноста од една поинаква перспектива и од еден поинаков агол. Јас ви благодарам за поканата, сакам само многу да им се заблагодарам и на Сашо Шотаровски, на гостите кои што вечер ќе бидат тука, дамите кои што се харизматични, исто така, кои што ќе зборуваат
Тања Алексич, Сузана Турунџиева, Тина Тутовиќ, Славица Новиска, Левинија Шувака, се надевам и вие исто така, Ана Бунтевска е таму, да не ја заборавам, исто голема поддршка. И ова само ќе го кажам да не зимам време. Значи, се случи ова изложба за 10 минути. За една недела, со луѓе со кои што јас не комуницирам секојдневно, ама имам големо почитување и љубов и една енергија која што не поврзува, не знаеме нели од каде како доаѓа. Така да, ако кажам дека кога вистинските луѓе ќе се најдат тука, на вистинско место, ќе се знаете створи магија, сопругов вчера вика, па гај најдете ти овие луѓе, па како ова све така едноставно? Да, со вистински луѓе, очигледно и таа неурографика ми направила некаква си конекција со вистинските луѓе, така да им благодарам на сите и на вас, на TV24 за поканата да го промовираме сето ова. Така, благодарам многу, ете си прави универзумот некои интересни, нели? Да. Работи и некогаш ги спојува во вистинско време, на вистинско место, вистинските луѓе. Тоа е сигурен успех, да. Енергијата. Благодарност уште еднаш, Наде, секако посакувам една навистина, сигурна сум во тоа дека ќе биде навистина убава изложба која што ете ќе има и после изложбата многу што да се говори. Ќе отвори нови теми за разговор, сигурно. Да, јас би сакала и луѓето да се обидат да почнат да истражуваат што се може да прават, да не мислат дека животот завршил. Така, благодарам уште еднаш.